Македонија се уште се бори со стереотипите и предрасудите во однос на учеството на жените во политиката. Поаѓајќи од фактот што постои закон за минимум 40% на жени на листите за парламентарни и локални избори, направен е одреден исчекор благодарение на тие квоти, но секако на ова поле треба уште многу да се работи. Токму затоа ние денес ја поканивме да ни биде гостинка господјата Савка Тодоровска, председател на невладината организација Национален совет за родова рамноправност, иницијатор за формирање на првата мрежа на граѓански женски организации, таа еден од заложниците за воведување на квоти на жените во изборниот законник и долги години спроведува активности за подигање на свеста на жените, нивна едукација, економско заекнување и така натаму долг е списокот на сите заложби, Савка, кои што низ годините ги правите токму за жените. Добро ви утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Пред се поздрав до емисијава, до вашите гледачи, до лично вас и сметам јас лично дека жените во нашата држава се 50%. Некогаш од пописот доаѓаат 51 наспрам 49 или обратно 49 со 51. Отприлика тука е прилика е секогаш 50-50. Во последниве години жените од нашата држава покажаа дека имаат капацитети, не само бројно, него и капацитети и квалитети, што последните статистики покажуваат дека 10% повеќе од машката популација се со високо образование, со магистерски и со докторски титули. Тоа за нас, како организирана форма за правата, за еднаквоста меѓу мажите и жените во нашата држава, зборува дека жените направија се што требаше од нивна страна. Сега останува некој тоа да го согледа, самите тие да се насочат кон структурите на одлучување и институциите да го направат она што всушност е нужно, потребно за нормално функционирање на семејствата. Она што изминатиот период, без една година, 3 децении, работат женските невладини организации, во првиот парламент од осамостојувањето на нашата држава имаше само 4 жени од 120 пратеника. Наспроти, така, денес 44. Денес имаме, значи со оваа статистика, нели, не знаеме сега управниот суд што ќе донесе, како дали ќе се измени, али во бројот на жени мислам дека нема многу да се измени. Во овој момент имаме 44. Тоа е отприлика 37%, тоа е тие некаде 120 повторно пратеници. под оноа што всушност е договорено со амандманите во изборниот законник. Ние ги следевме изборните листи по политички партии. Имаше жени носителки на листи, така? Имавме и носителки на листи, но недоволно. Второ, позициите на жените, односно за секој пратеник е битна позицијата на листата, каде се наоѓа, но ние уште во првиот амандман, кога го договаравме со 30%, каде што започнавме, тогаш соработката мора да постои и со жените од сите нивоа, и со политичките партии, и со институциите на државата. Затоа што тие го спроведуваат и го донесуваат законот. Ние само можеме да укажуваме оноа што го согледуваме на терен и да влијаеме, а да бидеме ветер во грб на жените од политичките партии. Но знаете, Савка, би рекла дека не е потребно само ваша поддршка, значи на женските организации, туку е потребна и поддршка од интелектуалците, од научниците. Дали ја имаме, жените, дали ја имаат доволно? Па самото ова што јас на почетокот кажав, колку проценти жени се образовани, повисоко.
Тоа покажува дека самите жени прават тоа што треба за себе и за општеството. Но институциите на државата се тие кои што треба да створат услови за да ги надминеме стереотипите за местото и улогата на жената во семејството. Не може да биде и во пандемијава да бидат ослободени мајките на децата кои што имат. Нека биде избор дали таткото или мајката ќе остане дома. Зошто во старт ние ја поставуваме жената? Тоа е одлука на институција на држава. И за нас и успесите и досега што ги имаме е благодарение на разбирањето на одредени луѓе од институциите на државата кои што помогнале, сваќајќи ја родовата еднаквост како битен фактор за развој на државата, значи влијаеле на своите структури да може тоа да се внесе во парламентот, па дури и председателот на собранието, да речеме господинот Андов во тоа време беше, кој што самиот дури од своето искуство политичко не подучи не секоја трета позиција да биде за помалку застапениот пол, туку тој не поучи да биде меѓу трите. Денеска ние имаме унапредено. Една од политичките партии направи и пата, значи зип систем стави. И тука всушност си се покачува бројов на жени, но според нас сметаме дека се уште нема доволна свест колку може равноправното учество на мажите и на жените и во структурите, затоа што тие се извршна власт. Од нив доаѓаат потоа извршната власт, дека можат да допринесат од разликата на биологијата меѓу мажите и жените. Оти ние не ги мешаме половите и биолошкото влијание, туку едноставно родовото кое што е општествено. Во општествените одлуки, ако биде 50% мажите и жените, разликата меѓу едните и другите ќе ја даде токму таа позитивна улога на општеството, каде што ќе бидат вложени и биологијата на жената и биологијата на мажите, а бидејќи веќе статистиките покажуваат дека во Македонија не можеме да кажеме нема жени. Има жени, има квалитетни жени, има жени кои што знаат и кои што сакаат. Но ако ме прашате каде е пречката? Да, кои се причините? Вие спомнавте дека институциите се тие што ги носат тие закони или промените. И влијанието. Но зошто толку споро се носат такви промени? Веројатно факторите се многу бројни. Политичката волја е таа. Иначе ние равномерно заради сепак можеби 3 децени не се малку, но не се многу за да на Балканот каква што е улогата на жената, која што се уште ја има, можеме и понатаму и да споменеме и жената во руралните средини, во етничките заедници, значи се тоа има свое влијание. Местото и улогата каде се вработуваат жените, значи кога ќе земете економската моќ нивна, значи сето тоа влијае на нашето општество, тогаш мораме да сватиме дека и политичката волја и волјата на политичкиот лидер влијае како понатаму. И затоа, што повеќе жени во самите политички партии, што повеќе жени кои што знаат зошто се таму, што повеќе жени на позиции во одборите и во извршните тела и на политичките партии, кои што ќе се наметнат од локално до национално ниво, кои што ќе се наметнат со својот капацитет, со своето знаење, со својата волја дека сакаат да бидат и уште многу поважно препознатливост во средината. Бидејќи нема политичка партија која нема да сака да стави кандидатка или кандидат, али зборувам сега само за жените, која што ќе знаат однапред дека ќе добие гласови.
Затоа, на вашето прашање, дали академската четврт, бизнис секторот и така натака, кај што имаме исто така видни и квалитетни жени, ангажирани од својата работна способност, тие може би го занемаруваат учеството во невладиниот сектор, кој што е базата каде што можат да бидат препознатливи и да бидат поддржани за избори или за било каква функција која што всушност ќе наметне нивната препознатливост во средината. Тоа е оноа за кое што не треба да забораваат. Сега ние работиме на сите колосеци. По науката или по праксата треба да работиме со еден вид на жени, но ние сме општество кое што сме младо општество во оваа самостојност, независност и ние мораме да работиме и со жените у база, и со жените во политичките партии, и со политичките лидери, и мора да работиме и со научната фела, мора да работиме со бизнис секторот, за да можеме наеднаш, едноставно и дури и генерацијски различно. Работиме за родовата еднаквост и во основни училишта, каде што мора да разберат децата дека разликата меѓу полот не е исто што е родот. Значи, тука е разликата, ако ја разбереме, па потоа со жените едноставно во местните заедници, па потоа со науката, па женските студии, значи сето тоа допринесе да денес имаме позитивност. Не можеме да кажеме малку е од 4 на 44. Не, прогресот е забележителен, самата статистика го кажува. И највеќе, мислам дека од сите сектори најголема видливост, може би затоа што било на најниско ниво, па затоа е видливоста поголема. Не сакам да го припишеме тоа дека ние тоа сме го направиле. И едноставно сметам ние дека чекаме кој ќе биде мандатор, да му предложиме да го земе примерот на Франција и во извршната власт не да бидат од 26 министерства само 5 жени, да. Ако не повеќе, и ако не го земе примерот токму од Република Франција, тогаш да биде толку процентуално колку што ги има и на изборните листи, односно дури избрани. Тоа е оноа за кое што ги има. Значи, во самата листа на жени, кои што се на кандидатските листи и кои што се избрани, ако земете секоја која по професија, со ништо не заостануваат по образование, по искуство, по препознатливост од ниту еден нивни колега. Во многу случаи дури и по амбиција. Значи, така е, да, зашто и тоа е потребно за да некој се наметне во тој машки свет, условно ќе кажам, затоа што и политиката и многу други професии се уште важат за машки професии. И покрај тој очигледен прогрес што го има, или сме стасале до тие 37%, сепак мал е бројот на жени на министерски, градоначалнички Тука места. немаме квота. Тука немаме квота и не може. Значи, сме го разгледувале сиот системот и ова што сме го направиле, сме ги земале примерите од развиените земји и од Европа и од прекоокеаниските земји. Сме земале модели, сме земале наука, сме земале како тоа треба да го правиме, па потоа сме го примениле според нашиот менталитет. И така да тука се и резултатите, но за градоначалнички немаме можност, но сметаме како што за почеток пред да донесеме законската она амандманска во законот, изборниот законник, имавме ние подпишано спогодба со политичките лидери. Прво започнавме така. Така сметаме и сме на мисла и во преговори со политичките лидери и за градоначалнички и за извршна власт да одиме повторно под истиот модел. Затоа што некој може би поинаку го сваќа невладиниот сектор, дека треба да има дрскост,
треба да има, да речеме, да излезе на улица. Ние како женски сектор, освен за абортусот кога беше поставено, никогаш не сме излегле за сите овие 30 години, нели, до година 30 ќе биде. Значи не сме излегле никогаш, но секогаш сме соработувале со аргументи. Така и овој пат. Сметаме дека повторно има место со политичките лидери да се направи спогодба која што сите ќе подпишат, сега сите под услов, но сметаме дека има политичка култура, јас би рекла, дека веќе постои кај нас во државата и за градоначалнички дека можеме да поставиме, затоа што ако го ставиме менталитетот, од кој што не сакаме да бегаме ние за улогата на жената, но да ја растовариме за да може да се вклучи во оние работни места каде што всушност ќе има поголем ангажман за себе. Сега, ако жената ја сметаат по нашиот домакински однос, дека е домакинка во... Што е општината? Голема куќа. Значи, таа ќе знае да се грижи и за економијата, и дури сметаме, дури сме сигурни, ако нема толку влијание од политичките лидери кои што ги поставуваат на листите, сметаме дека тоа треба да дојде време да може да се гласа за поединец, за поединка, наместо за партија. Наместо за, да речеме, знакот на политичката партија, тоа го заговараме и сметаме дека отворените листи кога тогаш мора да бидат побрзо. И тогаш мислам дека ќе дојде до израз капацитетот и квалитетот на пратеникот и тогаш ќе можеме со право, оти често пати мене, нели, како активистка во овој сектор, ме прашуваат, а што жените парламентарки направија за вас? А зошто да направат за нас? Па тие не ги ставивме ние. Ние само се залагаме и глобално работиме за жените заради родовата еднаквост. Но ние нив не ги ставивме, нив ги стави политичкиот лидер. И тие нема што нас да ни одговараат, ниту нас да ни прават нешто. Ме разбирате? Да, така да сметам и за градоначалнички дека има многу место да бидат и тука е многу влијателно сега, за сега, економската моќ, која што кај жените е многу дури повеќе присутна економската немоќ на жените наспрем економската моќ на мажите. Од каде доаѓа тоа? Од позициите кои што ги имаат. Значи, ние сме правеле статистики. Не од образованието, кажавме процентуално дека... Од позициите. Јасно. Позициите. Значи, колку дури еве во медиумите. Сме правеле ние статистики во медиумите. Колку се газдарици на медиуми. Оти таму е економската моќ, не е во уредничката моќ од платата што ќе добие. Значи, едната работа е таа. Втората работа во бизнисот општо, во секторот. Иако е некоја менаџерка, но таа не е газдарица на бизнисот. Значи, таа е само менаџерка и таа менаџира. И добива плата за тоа. Значи, не е малку, но сепак скалилото е многу далеко. И уште една работа која што ние сметаме за сега, што имаме статистики, дека жените, ама да бидат во мнозинство, не се уште в малцинство, дека се многу полојални и помалку коруптивни. Тоа ние за сега вака го тврдиме од познавањето и од следењето на жените по својата биолошка определба. Не заради тоа што е родовата еднаквост, но не тврдиме во колку бидат во малцинство, како што да речеме беа 4 жени во градоначалнички. Сега се 6. Од 84 општини, тие едноставно се топат во целата таа средина и дозволуваат да бидат под влијание на сите останати. И тука е оноа кое што е многу важно, жените да ги има што повеќе, да бидат
40 градоначалнички. Тогаш тие ќе имаат мрежа меѓу себе и ќе знаат и ќе кажат не, ние ќе се спротивставиме, односно нема да се спротивставиме, туку ќе водиме една политика која ќе биде ваква. Да. Не, многу убави дистинкции направивте. Спомнавте во еден момент од разговорот жената на Балканот во политиката. Се чини дека во регионот се повеќе доаѓаат до изражените. Еве имаме такви примери: Хрватска, Албанија, Србија. Да. На важни, на водечки функции. Да, ама таму некако полесно им успева на жените отколку кај нас. Сега знаете што јас ја паметам, нели, генерацијата и во минатиот систем. И тогаш малку повеќе се разликувавме. И сега, се уште, за среќа, ние како невладин сектор соработуваме од самиот почеток на осамостојувањето со сите женски форми на Балканот и надвор од Балканот и во Европа, и членка нашиот Национален совет е на Светскиот совет на жени. Сега неот и тоа е престижно, туку едноставно имаме можност да црпиме искуства и да применуваме тоа што е позитивно од нивна страна, така и за нашите балкански соседи. Не заостануваме многу и ние, но сметам дека можеме повеќе. Еве, за крај на разговорот да резимираме кои се сепак главните причини за тоа што факт дека има огромен прогрес овие години наназад, но сепак не е доволно тоа што е сторено и сепак некако оди споро. Главните причини сега ги тргаме настрана институциите како нели фактор кој што може да ги направи во пракса тие промени. Кои се причините што жените се уште не се доволно инволвирани во политиката, или ајде да кажам, кои се причините што институциите се така спори, што е на вакво ниво поддршката од интелектуалната елита, од бизнис секторот, од дали се врти околу менталитетот, околу патриархалното воспитување или се во прашање некои други повлијателни фактори? Го поставивте прашањето, но колку да сакаме да кажеме дека институциите се помалку важни, не, највеќе се важни. Ние, од нашето искуство, ако институциите дадат субвенции на стварање и отварање на сервиси, не за поддршка на жените. Нигдека во Тапија, нигдека не е напишано дека семејството е на жената. Па семејството е на партнерите. Но некако обврските во семејството во најголем дел се на жената. Ако се обврските заеднички, тогаш и сервисите ќе бидат субвенционирани да може едно средно семејство да може да ја однесе торбата во понеделник со неперен веш, а да си ја земе со пеглан веш. Потоа сервисите, кога си доаѓаат од работа двајцата партнери, да си ја земат. Или ако си е еднородно семејство, не зборуваме какво е тоа, дали е само со еден родител или тоа е важно да може да земе храна, ама како да го чини дома, затоа што и струја, и се другото, и времето, и времето што ќе купува и да го сготви. Значи, ако можеме сето тоа, ќе имаме време тогаш. По своја определба, партнерите, дали мажот или жената, ќе се вклучи или двајцата, или никој, значи зависи од нивните и капацитети и желби да одат во структурите на извршната власт, таму каде што може, во структурите на одлучување, значи не се институциите најпосле. Тие се први и затоа триаголникот меѓу невладиниот сектор, значи меѓународните организации, кои што па даваат поттик и на институциите и на невладините, и институциите се напред. Ако тие сето тоа го направат, што поскоро, не може да бидат жените тие кои што ќе се грижат, да речеме за жената од руралната средина. Кога ќе отидете вие, добар ден, што работите вие, таа вели ништо. Знаете зошто? Па не добива пари она за тоа што го работи.
А таа ако ти дадете саатот од 5 на утро до утрето Да, до од 5, бавчата, од нивата, од домот, семејството, кујната. од живината, од децата, од грижа за децата, првото дете, второто дете, третото дете, па потоа старите остареле, нејзините, на партнерот и едноставно грижата за стари изнемоштени. А ако зборуваме за деца кои што имаат одреден хендикеп, ако зборуваме колку жени од руралните средини се собственички на имот, ние правевме анализа. Во 2000-та година имаше само 2%, денеска негдека е под 10, значи исто низок процент. И зашто е тоа многу важно? Министерството за земјоделие отвора субвенции и дава, да речеме, 20 бодови повеќе на жена. Но тоа не е она вистинското. Таја нема парцела која што е на нејзино име. И не дај Боже, тие се уште парцели се, да речеме, на таткото на нејзиниот сопруг, и ако тој, не дај Боже, нели, отиде од овој свет, таја едноставно може да биде избркана и нема сврталиште каде да се, значи, и во и тоа автоматски ги става жените во една подредена улога. И каде е проблемот? Значи, улога. економската, таа е економската немоќ. Таа работи, а нема ништо за себе. Не е ниту пријавена како земјоделец, ниту има осигурување, него преку сопругот. Која е незината сигурност? Која е незината индивидуалност? Незината самостојност? Значи, ништо. Ама никој не се става во ситуација дека тоа се работи за моето дете, а не дека е сопруга. Не моја сопруга, нели не е моја. Оти ми е сопруга, или ми е или не ми е. Ама ако ја ставам дека ми е сестра, ако ја ставам дека ми е ќерка, тогаш малку поинаку треба. Така треба да се гледаат нештата и тогаш ние како општество ќе тргнеме напред. И затоа уште еднаш ќе кажам, институциите се многу напред, но во институциите треба законите се тука, од уставот ако почнеме. 9 член вели секој граѓанин на Република Македонија има еднакви права без оглед на пол, вера, нација, етничка. Кои се еднакви права? Еднакви права да, но еднакви можности не. Не е само права, така. Јас велам дека и од нас самите жени зависи. 120 пратеника се. Тоа значи не треба сите мажи, ниту сите жени да бидат у структурите на одлучување. Да речеме, сега имаше 26 министерства, се надевам дека ќе го намалат. Нека бидат 20. Не мора сите да бидат 20 луѓе од 2 милиона народ. Значи, нека бидат тие кои што се способни. Но вистинската способност да се бара и определба и на поединецот, односно и на жената. Ако можам, ако имам моќ, ако имам способност и да прифатам, нека ми биде предложено. Ама не и по секоја цена да прифатам, за да може некој утре да те држи, условно би рекле, во рака и да може да правиш, односно да мораш да правиш она што ќе ти биде кажано. Тоа е оноа за кое што ние работиме, на самостојност, на независност. Економската страна е се уште многу различна. Еве сега во пандемијата направивме некоја брза анализа, кои жени, кои места, кои отпадна, кои се напуштени, а кои се најоптоварени во медицината. Да, значи, јасно. Сега ме разбирате, значи сега, а кои се, да речеме, кога ќе дадат плата, велат на лекарите толку проценти, а на медицинскиот персонал, сестрата, помалку. Зошто? Сега ние тука немаме моќ. Ама институцијата има моќ. Нашите барања и нашите заложби, и затоа многу ни е важно да соработуваме со луѓето од институциите, да ги убедиме и да гледаат од поинаков агол. Значи, не да гледаат во моментот зависат од тоа или не. Не. Значи, ние не велиме истата плата на доктор и на медицинска сестра, но процентот во пандемија, ако ти некого го наградуваш, тогаш зошто медицинскиот персонал? Или кои места, кога се растураше општеството и кога се затвораа фирмите, кои остануваа без работа? Први. Оние жените. Зошто? Затоа што се секогаш на подолните места каде што опашката може лесно да се тргне, ама главата стои. Ние сакаме што повеќе жени во главата да ги има.
Тоа е оно за кое што не дека мажите понечинат. Не, ние велиме биолошки да ги има и едните и другите и заеднички да ствараат убавината на нашето општество. Јас ќе им посакам на сите жени да имаат што поголеми амбиции, што повеќе можности да ги искористат своите капацитети и своите потенцијали, а вам како активистка за женските права и на сите женски организации, Националниот совет за родова равноправност, чии што председателка сте, да им посакам уште многу успешно извојувани битки, ако можеби прегрубо кажан извојувани битки, но тоа во пракса на вистина се битки кои што треба чекор по чекор да се добива. Затоа знаете што, Ирена, и вие како медиум, и лично, сите вие треба да се вклучите. Не треба да доаѓате вие на состаноци. Не, вие имате моќ поинаква. Со еве денешниот разговор, ние ќе направиме поголем продор на состојбите на поголема популација отколку јас на не знам колку состаноци. Дали ме разбирате? Јасно, или колку да, мејлови што ќе напишам. Значи, и сега што почесто, а ако направите анализа колку во сите ваши емисии сте викнале некој од женскиот сектор да говори за одредени проблеми. Оти денеска, да речеме, е актуелно и се уште е немате политичари избрани и ај сега ќе ја земеме и родовата еднаквост. Ако беа избрани, не знам дали ќе дојдевме на ред. Сега, тука е онаа моќта. Ако ние ги ставаме тие прашања, постојано, значи на еднакво ниво, насилството, еден од причините и насилството. А зошто трпат жените? Зошто трпат насилство? Па затоа што се економски зависни. Ако особено во руралните средини, ние ја сакам да го споменам бројот на СОС телефонот, иако не е нели денеска, тоа на дневен ред, е мобилен, бесплатен. 141 700 од сите оператори. Бесплатно за жртвите. Значи, едноставно, затоа што има веќе институциите, веќе направија продор, имаат и овие и советувалишта, и прифатилишта, има и од невладиниот сектор, и куќа за станување, значи има продор. Еве оваа СОС линија 24/7, дискреција за гарантирана, разговори, психолошко советувалиште, имаме исто на оваа иста линија, бесплатно и така. Значи, а кој трпи насилство? Во време на пандемијата имавме два фемицида. А нашите анализи покажаа, значи ниту едната од нив се нема јавено на ниту една СОС линија. Што зборува тоа? Не се доволно информирани, не се доволно охрабрени, не се доволно оснажени. Веројатно се тоа помалку. Се е помалку. Тука е улогата и ваша. Сега, за да можете тоа да го правите, вие треба едноставно, сега јас, така како гледам, да бидете поприсутни и во невладиниот сектор. Вашата улога е многу голема. Многу голема. Но и не само да бидеме поприсутни во невладиниот сектор, сите како жени, и ние како медиуми што почесто да говориме на овие теми, како што кажавте. Ќе бидете присутни, вие ќе ги согледате состојбите и потребите. Од ја не би сакала да ги речем проблеми, него потребите за да можете и многу повеќе ќе влијаете. И морам исто така да признаам дека и за овој успех досегашен, вие воопшто како медиуми се направи многу. Сме биле присутни, но што, како да кажам сега, стануваат помалку, се повеќе има други некои поважни проблеми. Се е важно. И не гледам зошто, да речеме, е помалку важно едната половина на општеството од другата. Јас не мислам дека едната половина помалку важна од другата и верувам дека имам голем број со истомисленици. Савко, уште еднаш ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам успех и во понатамошната работа, а и ние жените да се бориме за посакаме успехи на жениве нашето место, но и мажите да не избраниве жени. Избраниве жени сега да бараат. Ние до мандаторот ќе напишеме барање за извршната власт, ама и тие самите да се наметнуваат и да покажат и кој ќе им се понуди, не да кажат, ама чеке сега ја дали да видам, дал да можам, дал да не можам. Не можете.
Можете, само треба да имате храброст, а да знаете дека секогаш ние стоиме зад вас. И вие како медиум и ние како невлади. Затоа и ние мислевме дека е ова одлично време да продискутираме на оваа тема, нели сега се уште додека не е формирана новата влада. Благодарам уште еднаш, ние продолжуваме со другите содржини.